Кристијан Лукаров, нашиот амбициозен музичар, во средата на 1 март ја промовираше неговата староградска балада, ќе ја насловиме Скопска. Токму тоа ќе биде поводот за гостувањето на Кристијан во емисијата од своја страна на фреквенцијата на телевизија Сонце. Почитувани гледачи, добре дојдовте. Кристијан, ви благодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел еве од своја страна и во студиото на телевизија Сонце. Како сте? Ви благодарам на поканата. Одлично. Поздрав до вашите гледачи. Посакувам се најубаво. Имаме еден убав повод за ова интервју. Тоа е вашата најнова песна Скопска. Велите староградска балада, емотивна приказна, побрзана со некогашните боеми. Како ќе ја дефинираме Скопска и која беше инспирацијата токму за Скопска? Па инспирацијата е, да речам, долгометражна, долго години се работи за една приказка со која што сум израснат. За да се дојде до една таква инспирација, мора да има години минат труд. Поминат таков живот, дружење со такви луѓе, од времето уште, значи од мојот татко, од сите негови колеги и пријатели сум израснат со сите најпознати пејачи, пејачки, глумци, актери, писатели. Така да дојде еден момент, а и во право време и со моите години, да можам да издадам нешто такво, да биде издржано, затоа што сигурно помлад немаше да ме личи да зборувам за боемите, меѓутоа веќе сум во една таква, да речам, дружба и екипа, каде што дојдов до таа инспирација, ете баш поради што имам живеено во тој стар скопски живот. Се живее ли скопскиот стар живот, се живее ли денес, имаме ли денес боеми? Па има, се помалку, меѓутоа ги има и со самите години многу од нив, ете така, нормално со нивната старост не напуштија, меѓутоа има луѓе што оставиле многу голема трага, многу голем белег, кај сите нас помладите што сме сакале, значи мораш да нешто да сакаш да го прифатиш. Има многу луѓе што поминуваат во кафаните чисто онака не ги интересира ништо. Меѓутоа оној што сака ќе научи. Така да и ден денеска се дружам со некој круг на луѓе и баш тој период се дружев со некој круг на луѓе што се навистина уште во таа стара скопска шема. И најверојатно заради тоа највише дојде таа инспирација. Од кого учевте за боемството? Од кого го наследивте боемството? На кого е посветена, Кристијан, оваа балада? Па, најмногу, пак ја го спомнам мојот татко, Миле Лукаров, кој беше член и на групата Урнебес, и на Манифико, и на и претходно Екран Саунд. Меѓутоа, он се дружеше баш со еден круг на луѓе, ќе го спомнам во оваа прилика, и Љупчо Илиевски, бабе, тој е композиторот на песната Желим топли дом. Него го спомна во промоцијата кога беше. Така да, тие беа еден круг на луѓе што нависти оставија еден голем белег, голем трак. Порано луѓето се собираа во кафана. Таму се случуваше. Таму све се случуваше, немаше мобилни телефони, дури немаше ни фиксни, некој нема фиксни телефони. И можеа да се најдат само во кафана. Таму ќе се најдеа сите. Так. Знае, еден период се движат во оваа кафана, следниот период се во друга и така. Таму доаѓа од актери, од глумци, од пејачи, пејачки, писатели, таа фела на луѓе. Така да посветена е за сите нив, за сите тие што и веќе се заминати, меѓутоа и они што денеска го живеат тој живот. И би ги поздравил сите, еве, што ме поддржаа во цело ова, едноставно многу е битно кога ја слушнаа песната, сите ми рекоа ајде кога ќе биде, кога ќе излезе, кога ќе биде спотот, ајде више чекаме да. Многу е битна таа поддршка баш од тие вистински луѓе. Сметате ли дека Скопска е нешто поразлично кај нас, нешто необично за слушателите, можеби за публиката? Па да, потребно е такви песни затоа што јас верувам уште баш што се надоврзавме уште кога ја слушнаа моите пријатели и колеги, веднаш почнаа и да ја свират и ја веќе ја свирам на свирки уште од кога излезе, од самиот почеток, не мораше да чекаме да биде испотот и промоцијата. Они ја бараат. Многу е битно за една песна да живее, да ја бараат
Така да, мислам дека беше потребно нешто такво во градов, затоа што и Скопје малце излезе од некои приказки, па мислам дека имаат прилика сега да навратиме нешто. Да не говориме напразно и до нашите гледачи кои се уште ја немаат погледнато, ќе ја представиме Скопска од Кристијан Лукаров. Почитувани гледачи, уживајте, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото со разговорот. Ова е стара скопска приказна, многу тајни се скриле во неа. Сепак ќе ни каже збор или два за животот убав некогаш, за старите скопски меани, за старите скопски боеми, за песните, за жените, за животот. Во една таква скопска меана, на иста маса добро позната, уште седи таму боемот стар, пишува песна, го понело жар. За старите добри времиња, за масите полни мезиња, за песните, за жените, за животот. Поеми стари, ако ве има, свирачи песни и добри вина, ве чекам, ајде, на старо место, каде што ние седевме често. Другари мои, љубови стари, не ова не се купува со пари. За капка мера, за песна стара, не постои цена, не постои пара. За капка мера, за песна стара, не постои цена, не постои пара. Стара скопска меана, на иста маса добро позната, уште седи таму боемот стар, пишува песна, го понело жар. За старите добри времиња, за масите полни мезиња, за песните, за жените, за животот. Поеми стари, ако ве има, свирачи песни и добри вина, ве чекам, ајде, на старо место, каде што ние седевме често. Другари мои, љубови стари, не ова не се купува со пари. За капка мера, за песна стара, не постои цена, не постои пара. За капка мера, за песна стара, не постои цена, не постои пара. За песните, за жените, за животот.
cena, ne postoji para. Така е, почитувани гледачи, тоа беше Скопска, најновата староградска балада од Кристијан Лукаров. Ние се враќаме назад во студиото. Кристијан, колку време се спремаш аранжманот за оваа песна? Бараше ли малку повеќе работа? Како се одвиваше снимањето на спотот? Кои се луѓе се вклучени во целата оваа приказна? Драго ми е да ги поздравам сите луѓе, за да раскажам како уствари почна целата приказка. Многу е интересно што јас кога си ја направив самата демо снимка, знаев како ќе изгледа, бев спремен на тоа, меѓутоа имав поддршка од моите, да речам, па и тоа се колеги на татко ми. Драган Мјалковски ми даде некои нијанси, на некои совети преубави. Чичко Шуте од група Урнебес ми рече нема потреба од бубњеви, песната си е толку лежерна, убава направена, така да влегов во студио, си ги знаснимав сите инструменти сам, бидејќи освен што свирам клавири, ме знаат по клавиатури, си свирам и гитари, басот, свира све, ги снимив сите вокали и ќе го поздравам Ташко Груевски, он ми наснима тамбури, да има еден преубав призвук самата песна. И кога ја напишав песната, во истиот момент знаев како ќе изгледа спотот. Значи бев спремен дека тоа ќе биде еден цел ден во кафана, од сабајле до вечер, ќе си ги викнам сите мои драги пријатели, колеги, луѓе што мислам дека припаѓаат на скопската шема и нормално малку постари. Да ја доловиме атмосферата. Да. И во тој момент се слушнав со Ѓокица Лукаревски, он е и прв братучец со мојот татко. Он одма ми даде контакт со Бранко Попчевски, кој ја превзеде режијата. Го поздравувам Бранко, и неговиот колега Никола Китановски снимаше камера. Кога се видовме на состанок, само му ја кажав мојата идеја што и како, и тоа беше многу едноставно, затоа што он кога слушна рече, па тоа е, вика, преубаво, значи не мора да се малтретираме, не знам ваму таму, кај да одиме, значи снимаме на едно место. Меѓутоа човекот дојде подготвен, толку подготвен, за секој стих од песната имаше по 5-6 кадри, каде што ги изнаснима, после он си ги измонтира и има прилика гледачите да видат каква бајка излезе од самиот спот. Така. Најверојатно работата со професионалци си го направила своето. Вашиот татко во една прилика ќе ви каже, напиши едноставна моќна песна, го постигнавте ли тоа? Па да. Едноставна е затоа што влегува во уво и има приказка, меѓутоа подлабоко кога поразговаравме со колегите, значи сепак сум успел пошто јас израснав со Квин и со Боемска рапсодија, од таму се целите приказки, значи успеав да ги наставам пак оние хармонии што требаат, меѓутоа самата мелодиска линија не прави проблем околу хармонијата, така да све си дојде на место. Така да покажеш и едно, и друго, и еден лежерен текст, една убава мелодија, каде што, веќе се изведува песната по кафаните, можат сите да ја Кој го напиша текстот? Па све е моје. Све е ваш. Да, музика, текст и аранжман. Така, одлично. Кристијан, како ја прифати публиката песната, кои беа првичните реакции на сите оние кои што ја слушнаа, првичните реакции на најблиските? Добивте ли фидбек за приказната? Они беа најголемата поддршка. Они уствари цело време ме форсира сите тие луѓе, затоа што од првиот ден јас кога ја напишав са бајлето песната, тоа беше рано 7 саца бајле. Ја напишав и отидов у кафана, пошто ја денеска тој ден вртам 4-5 кафани, тоа е тој живот, морам да ги видам. Се сметате за Боем? Па да, затоа и дојде тоа вистинско време каде што можам да кажам, да излезе ваква песна. Така да ја представив сегде. И секое следно видување, они, ајде која ќе биде. Тоа беше крајот на јуни, летото имав доста обврски, чекав малце да се смират некои работи и од септември почнавме со целата приказка и дојде финалето. Дали оваа приказна и оваа песна ќе биде еден патоказ за се она кое што ќе следи понатаму од вас? Да очекуваме нешто слично, можеби нешто друго? На што се работи, Кристијан, во моментов? Во моментов се работи на
еден куп песни, текстови, мелодии што ми се останати од порано. Меѓутоа, можеби не го дочекале вистинското време, тогаш можеби не било вистинското време. Сега е вистинското време да ги извадам јас сите тие работи, да излезат на површина, на видело. Нешто што е сработено, не е доработено, не е направено можеби за некои студиски снимки или еве нормално не е ни направено спот. Меѓутоа, од сите тие песни што ги имам, сигурно ќе имам уште 3 до 4 спота. Па може би и албум. Па да, албум секако ќе биде, меѓутоа еве веќе не издаваат луѓе цедиња. Ќе смислам некој начин како тоа Да се доближи. Да се доближи. Вие имавте и промоција за оваа песна која се одржа на 1 март овде во Скопје. Како помина промоцијата? Сега верувам дека и луѓето не толку често прават промоции на песни, меѓутоа тоа е едно доживување, песната си заслужува да има своја промоција. Како помина промоцијата? Ги собравте ли планираните луѓе на промоцијата? Во првиот момент ќе поздравам Вања Тодоровска, она ми беше пиар, и кога се видов со Незе, она ми рече, направи го спотот и ќе направиме промоцијата. Ја мислев прво, кога ја сними веќе песната, ај ќе правиме. Не, вика, направи го спотот да има зашто да ги викнеме луѓето. Да. И ми беше многу драго што сето тоа излезе така, бидејќи си ги викнав повторно сите што беа во спотот, сите новинари, телевизии што можеа дента да дојдат и сите мои драги, блиски колеги, пријатели и фамилија. Така да прво пројде оној главен дел што мораше да биде официјален дел, да го пуштиме спотот, да проговориме. Ѓокица си кажа што имаше како актер за Татко ми, за Боемите исто така. Бранко Попчевски си кажа, Вања Тодоровска го водеше целото тоа. Чучко Шуте исто ке го спомнам он. Другите многу и не можеа да стигнат нормално од нивни причини. И после тоа се заврши на Боемски. Кога пројде официјалниот дел, ние си фативме микрофони, си почнеме да се свириме, да си пееме, да се дружиме и си траеше до баш онака Боемски. Така, одлично. Во мојот концепт за вас стои дека свирите од 15 години, дека имате завршена музичка академија и дека работите како музички педагог. Што тоа значи за вас? Па вака, од 15 години свирам кафичи, кафани, такви работи. А инаку, од самите мои први години сум со музичкото школо, почнав хорна да свирам. Прво почнав хармоника да свирам, па и си продолжив да се свирам хармоника, меѓутоа главно завршив хорна, инструмент, преубав инструмент, завршив музичка академија со хорната. И после тоа почнав да работам во градинка Весели цветови, каде што претходно работеше мојот татко. Така да има тука една голема позадина, он имаше оставено репертоар од детски песнички, милиони песни. Така да многу лесно се вклопив. Едноставно као да сум роден за тоа и ден денеска сум со тие мали дечиња, со тие песни, имам преку 30 песни што до сега биле на сите детски фестивали, од Супер звезда, Златнославече, јас имав мој фестивал Журка и ден денеска праќам песни. А во градинката секој ден имаме дружење со баш она што се внатрешни песнички што не се излезени нигде, па такви имам преку 100 песни што секој ден правиме дружби. Еве сега ќе правиме еден јубилеј, приредби, завршни дружења и така. Да, и една награда имам тука напишано, Гран при награда на Серенада на Широксо как во Битола во 2002 година. Да. Што беше таа награда? Таа беше награда за татко ми. Гран при награда освои Боемска балада. Значи пак е врзано све со боемите, од Боемска рапсодија, па татко ми напиша Боемска балада. Таа песна исто така он беше музика, текст и аранжман. Преубава Боемска балада ја испеа Валентино Бенедети. Следната година јас веќе учествував исто така на Серенада на Широк Сокак со песната Стариот клавир, што беше ја изведе Стојан Димов исто од групата на татко ми и Валентино Бенедети од групата на татко ми, група Урневес. Така да и таа беше многу добро прифатена песна и беше точно посветена бидејќи татко ми беше клавирист. Стариот клавир. А таа е Боемската балада е за него.
Колку вистинските скопски боеми знаат и умеат да бидат инспирација и до ден денес, и сметате ли дека со оваа песна можеби што им ја посветивте се одолживте на некој начин на сево на кое што тие го живееле во Скопје и во тогашниот староградски живот? Па да, би сакал да направам уште нешто. Оноа баш да ги доловам од тачно од нивниот аспект. Затоа што тоа се прво образовани луѓе, начитани луѓе, луѓе секогаш дотерани. И секогаш можеби во тек со се што се случува. Да, затоа што се таму се случуваат сите работи, таму дознаваш се. Јас гледам денеска има секакви мрежи од кои јас немам ни една, меѓутоа тоа не е толку битно ако не се видиш лице во лице и го пренесеш лице во лице како изгледало денеска денот во кафаната или. Има ли Скопје кафеани кои живеат во тој староградски дух, боемски дух? Многу малку. Многу се сменија работите, имаат некоја друга насока и многу ми е жал за тоа и можеби ете ова ќе биде една инспирација за да се потсетиме на старите вредности, на старите времиња што видете тие што ги споминаме боеми стварно биле издржани луѓе и ден денеска ги има, меѓутоа тој квалитет на музика што тогаш се презентирал е многу бил на многу високо ниво, сакам да го споредам со овој денешниот, за многу се изменети работите. И вредностите, за жал. Да. Така е, Кристијан, што ќе најавиме ново, на кое што ќе не поканите, што да очекуваме следно од вас, или ќе оставиме малку да ја уживаме Скопска, да си го добие нели вниманието кое што го заслужува песната, да им легне на слушателите? Па секако ќе оди, секако ќе оди и ќе си ја уживаат, меѓутоа не би криел нешто, бидејќи ви кажав материјалот веќе ми е спремен, го имам, така да полека ќе го доподготвам, да го дозавршам и како што најавив би направил, освен тој материјал што го имам, бидејќи веќе влегов во една ова скопска приказка ме носи во еден друг правец, би направил уште нешто, значи во овој стил и следното што би било нешто малце и така накај забавно, затоа што претходно имам издадено едно CD со народни песни, каде што сум настапувал и на фестивали и све. И останото ми е и забавното малце да се одолжам на публиката, бидејќи они ме знаат по моите настапи и тоа ми е една многу голема страна. Познат сум по тоа, така да сакам и со тоа да се одолжам. Така, каде публиката може периодов да ве слушне, да ве... Па претежно јас настапувам денски, на денските шеми, вечерите ми се слободни, затоа што имам многу приватни пријатели што ме викаат по тие забави журки, за да им бидам секогаш достапен и слободен. Така претежно по денските ќе ме најдат, кај сакат да не рекламирам сега, па може утре нема да бидам таму, така да... Так. Многу ми е драго што тукму од своја страна ја промовиравме Скопска. Се радувам многу што и да имаме нешто поразлично да се слушне и да се доживее кај нас. Ви посакувам да си ги исполните сите оние очекувања кои што ги имате во делот на музиката. Ви честитам за Скопска и ви благодарам што одвоевте дел од вашето време да бидете дел од емисијата. Секако, јас посакувам се најубаво и на вас. Овде сме за подршка секогаш со нашата телевизија и секако очекуваме ваша следна песна и ваша следна промоција. Кристијан, до нашето следно видување. Се гледаме набрзо, ви благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше Кристијан Лукаров, ја промовиравме неговата скопска староградска балада посветена на боемите, на скопскиот староградски живот, на кафаните во тогашното време и на сите оние луѓе кои што тогаш умееле да го живеат тогашното време со малку поинакви, за жал, вредности од денес. Се надевам дека и со ова издание успеавме да го задржиме вашето внимание, се надевам дека уживавте во Скопска, се надевам дека малку повеќе допревме до вашите музички сетила. Јас овде ќе се одјавам од емисијата, ќе ви се заблагодарам уште еднаш за вниманието и ќе ви најавам наша наредна средба секако за 7 дена од сега. До тогаш останува да ја поздравам мојата шминкерка Самра Имерија, вас да ви посакам да се чувате и да бидете поздравени.